на YouTube клипот со господинот Бошковски, каде би побарале една анализа за се она што како професор на правниот факултет, како поранешен министер за одбрана, како исправете ме Гозан Трајанов, тој беше директор за разузнавање или за министер за одбрана, директор на агенција за разузнавање и не знам. Еве дека го имам тој прилог, јас сакам само да ве замолам како и адвокат, вие сте воено и адвокат, така. Го слушаме господинот Дершовиц. Како го коментирате што еве нема се можност да комуницира, да воспостави линк со одбраната? Добро, мислам дека бидејќи Љубе Бошковски е исто така, значи, во фаза неговата жалба во Хашкиот трибунал, и сосема логично е, имајќи во вид сега и снимката, дека тој не сека да учествува, не сека да биде сведок за да се ја услужни својата позиција, бидејќи за него има ослободителна пресуда. Ако гледате правнички од аспект на одбраната, сигурно дека неговите адвокати ќе го советуват никако да не дава изјава која ќе биде во функција на одбрана на Јохан Тарчуловски. Тогаш ќе се бара кој за случајите е виновен. Ако не Јохан Тарчуловски, кој друг? Другите што учествувале, не знам, се споменува некои воен старешини и така натаму. Мислам дека сосема јасна позицијата на одбраната. Да не се дадат нови факти, нови елементи кои ќе бидат во функција на зајакнување на одбраната на Јохан Тарчуловски. И тука е логиката, друга логика нема. Така. Се надам дека ќе можам да го најавам прилогот, односно разговорот со професорот Владо Поповски. Впечатокот е многу декутантен. Тој е впечаток кој што вознемирува во морална смисла на зборот, бидејќи се осведочувате дека еден бивш министер на Република Македонија, и тоа министер за внатрешни работи, кој што се наоѓа во постапка на осомничен од страна на Хашкиот трибунал, како ја префрла вината или сака да се спаси преку грбот на господинот Тарчуловски, и во таа насока морам да кажам дека тоа е едно морално паѓање на таа личност, кое што инако и со оглед на некои мои сознани информации воопшто нема основа тврдењето на екс-министерот Љубе Бошковски. Видете, во таа телевизиска снимка што јас ја гледав, господин Љубе Бошковски тврди дека тој, односно подосна тврди дека е тоа разузнавачки извештај на Министерството за одбрана. И ако земиме таа информација како факт, тој предпоставам дека тоа го тврди со нека основа, има некој извештај на кој пишува разузнавачки од Министерството за одбрана, тогаш веднаш треба да кажам дека министерот за внатрешни работи тогаш кога е на функција министер за внатрешни работи не може да поседува документ од военото разузнавање. Документи од военото разузнавање можат да со документ од военото разузнавање може да се запознае само министерот за одбрана, председателот на Република Македонија како врховен командант, и тие двајца се должни после запознавање со документот да го вратат пак назад во секторот за безбедност и разузнавање. Што значи дека и како трето лице што има достап до тој документ може да биде началникот на секторот за безбедност и разузнавање на Министерството за одбрана. Што значи документот сам како по себе како извештај на секторот за безбедност и разузнавање на Министерството за одбрана не се праќало никогаш до Министерот за внатрешни работи. Уште помалку, таков документ може да биде кај екс-министер, кој што во моментот кога се користи со тој документ е обичен граѓанин, кој што се наоѓа во одредена процедура. Што значи, во статусот и како министер за внатрешни, да претпоставиме дека тогаш го чита како министер, а не го чита како министер, туку како граѓанин, а уште повеќе како граѓанин, доколку дојде во ситуација да располага со документ на кој пишува воена тајна, тој не сме да го соопштува во јавноста.
Соопштувањето во јавноста представува на таков документ кривично дело и тоа санкционира со кривичен законник. Исто така, санкционирано е како кривично дело и лицето кое што овозможило достап во случајот Љубе Бошковски до таков документ. Што значи дека кривична одговорност постои во секој случај и за едната и за другата страна. Бидејќи документите од воена тајна, од државна тајна се чуваат со санкциите од кривични закон во кој и се вели дека и доколку некој лице на било кој начин ако дојде до таков документ, тој треба да го врати во службата без да го соопштува неовластено. Како е можно таков документ да се соопшти во јавноста? Тој може да се соопшти во јавноста само по барање на овластена институција, во случајот Хашкиот трибунал, во процедура на обраќање до Министерството за одбрана, доколку има индикации дека постои некаков извештај, да побара симнување на доверливоста на тој документ, па во процедура тој што ставил доверливост со таква степен, може да ја симни и да го достави на Хашкиот трибунал и во тој случај тој документ е за употреба само на Хашкиот трибунал, а не и за употреба на граѓанин, екс-министер, независно што бил, кој што како граѓанин чита документ на друго министерство со таква назнака. Меѓутоа, сакам јас во овој момент да изразам сомнение и во однос на вистинитоста на тој документ во материјална смисла на зборот, во суштинска смисла на зборот. Имено, бидејќи на некој начин имам искуство со таква документација, сум бил министер за одбрана во 2 мандати и едно кусо време и директор на Агенцијата за разузнавање. Таквите извештаи ги пишува лице кој што е разузнавач. Може да ги напише врз база на документи или врз база на слушнато, кажано, прераскажано и така натаму. Од тие причини, таков тип документ мора критички, строго да се провери дали е документиран и дали има основа за некаква веродостојност, така да се каже. Па во таа смисла имаме 2 ситуации. Например, ако овој документ е веродостоен, тогаш одговорноста е неовластено користење во јавноста, во она смисла во која кажавме. Ако тој документ е фалсификуван, значи измислена содржина или е неточен, имате ситуација во тој случај. Прво, клевета од страна на соопштувачот, во случајот клевета на Тарчуловски за сторување на кривично дело кое што не го сторил поради невистинитоста на фактите. Ако е тој нарачен документ, тогаш и злоупотреба на службената должност на службеното лице кое што фалсификувал, ако знаел. Ако службеното лице не го направил свесно тој фалсификуван или неточен документ, туку ако имал основа да поверува, тогаш нема одговорност на негова страна, но има одговорност на соопштувачот поради назнаката дека е тоа воена тајна, а може во судска постапка да се докаже и како клевета, доколку имал основа да се сомнева во содржината. И на крајот би сакал да кажам дека јас се сомневам во тој документ и сметам дека е во секој случај неверодостоен, во полуслучај дека е фалсификат, заради тоа што председателот на Републиката Македонија, господин Борис Трајковски, како врховен командант, можел да нареди само акција на армијата на Република Македонија, која што се извршува со указ или само со писмена наредба, преку началникот на генерал штабот, кој што понатаму ја спроведува таа наредба во структурата на армијата. Во случајот не станува збор за таков случај, бидејќи апсолутно сум уверен дека не постои таква наредба од страна на председателот на Република Македонија, конечно јас во тоа време бев советник на председателот на Републиката за правни и политички прашања и член на Советот за безбедност. И второ, поради фактот што господинот Тарчуловски не е дел од воената
структура на армијата на Република Македонија.